И Прилеп се вброи во една од 16 општини каде и официјално функционира дигиталниот центар за e-услуги. Над 350 различни административни услуги можат да добиваат граѓаните и правните лица на само едно место, и тоа или во реално, или пак за многу кратко време. Според ресорниот министер, целта на овие услуги не е толку самиот процес на дигитализација, колку што е побрзата, поефикасна и потранспарентна услуга за секој граѓанин, а особено за повозрастните, на кои дигиталната писменост им оди потешко. Најкористени во моментот услуги на порталот ни се изводите од матична книга на венчани, родени и умрени, кои што се добиваат за многу кратко време, уверението за државјанство кој што се добива веднаш, потврдите за неосудуваност од судовите кои што се добиваат за многу кратко време, така што една палета на услуги кои што се најкористени за граѓаните од администрацијата се достапни на порталот и секако достапни во центарот за услуги тука во Прилеп. Во изминатите 2 пробни месеци, вкупно околу 200 граѓани побарале различни услуги преку овој центар, што според градоначалникот е сериозен сигнал дека прилепчани имаат потреба од вакво, условно наречено, посредништво. Сметавме дека е добар чекор за да се подобри функционалноста на институциите и да се промовираат услугите кои што Министерството ги става на платформата e-услуги. Токму и овој заеднички проект ние овозможивме простор во нашиот едношалтерски систем, со што целта финална беше да заокружиме дека граѓаните со пристап до една врата, ако може така да се каже, ги имаат на дланка сите услуги кои што ги издаваат и локалните власти, но и централните, оние кои што спомнав, се ставени на платформата e-услуги. Според министерот Андоновски, до крајот на годинава планирано е да се отворат уште 5 вакви центри, со што речиси целата територија од државава ќе биде покриена со вакви центри. Инаку лани, Светската банка во индексот за дигитализација Македонија ја вброи во категоријата А, што значи дека сме во групата дигитално развиени држави.